Во оваа шеста сезона на убавите села на јавниот сервис посетивме над 200 македонски села. Сите беа убави, стокмени, со нови куќи, модерни, со дворови кои некаде наликуваат на парковите во Версај, Франција. Но ова бе мешеишта, под носот на Охрид и над езерото не воодушеви и со својата чистота, не само на дворовите, туку и селските улици. А бе шкорче од кибрид да не видиш. Совесни жители, ама и добра комунална услуга, веројатно. Село за пример, за гордост на Дебарца. Некои велат Мешеишта е село или место на изворишта. Па на вистина, во селото среќаваме неколку чешми. Сега, место на извори, селото пак се вика Мешеишта. Веднаш помислата на мев, мевови, големи мевови. Мешеишта. Нема шега. Ама не било така. Петко е постар човек и образован. Мешеишта е стара населба, значи, која што се спомнува уште пред 5-6 века, значи. И пред турско? И пред турско, да, и пред турско се спомнува Мешеишта. Во населбите. Мислам, во науката се спомнува уште пред турско. Постојат разни легенди за постојањето на Мешеишта, значи има пишани легенди кои што се собрани од Седишев, од Свиич, од други, значи за селово, а има и од најстарите луѓе, например, овде во селово, кои што се прибрани и прикажани. Сите тие легенди ние ги имаме. Јас мислам, бев на долги години, бев овде 28 години како професор и имав можност, значи, да ги прибирам тие години. Мешеишта, за него постојат пишани, реков, легенди и не. За него имат обработено цела она статија, професорот по југословенска книжевност Радичовски науме, сега покојни, и тој кажува во свое излагање во книгава, например, кажува дека Мешеишта потекнува од турски збор меше, што значи даб. Тамо има повеќе наставки за Мешеишта, значи то се води до даб. И затоа има една легенда која што покасно кажува Гашовски Димитрија од овде, од нашево село, дека Мешеишта се викало и Дабово. Меѓутоа, во историјава пред тоа да кажи, постојат 6-7 различни имена, сите нема да, само да ги прочитам, не ги знам, например, се викало Мешиште, Мешеишта, Мешевица, Мешевиско, Мешеница и така. И Мешенизо, значи, различни 6 имена. Затоа се старите да паметат, пишуваат и раскажуваат. Младите треба да знаат, да почитуваат и да пренесуваат. А тука е и традицијата и верата. Но овие ветрометини не било лесно да се опстои и одржи. Отец Павле е горд на своите мирјани, сложен црковен одбор и добри верници. Се мисли дека е на постари темели кои датираат од средината на 17 век. Тоа се заклучува по материјалите кои што биле пронајдени тогаш и се разбира храмот бил многу помал, со помали димензии, а овој храм е започнат да се гради во 1897 година, а е завршен кон крајот на 1898 година. Со средства на верниците и на... Да, со средства на верниците од село Мешеишта, регионот и печалбари кои биле негде по околните земји. Внатре убаво изгледа. Тие се наследници на школата на Аврам и Дичо Зограф, но
да бидеме искрени, не се така успешни како нивните претходници. Што е интересно за камбанаријата, за црковните звона, отец Павле? Камбанаријата е изградена во втората фаза, значи на градба на црквата, започната 1922, а завршена 1928 година и е изградена со средства на верниците кои тогаш биле во Америка, првите значи генерација на печалбари, кои работеле во околината и се разбира со средства од селаните. А камбаните пак интересно се донесени од Солун. Во селото имаме две големи црковни слави. Се разбира бидејќи црквата е посветена на светите апостоли Петар и Павле. Свети Петар и Павле е црковна и селска слава на целото село. Друга втора голема слава е Света Матрона Цариградска и некако селото е поделено на две половини. Едните е слава Свети Петар и Павле, а другите Света Матрона Цариградска, а се разбира има и други слави, нели, како и секаде низ целата година. Ова беше за духовното во Мешеишта. Ние да се вратиме на световното, на секојдневието што ги преокупира жителите на селото. Овде нема туризам, иако се близу до езерото. Во Мешеишта воглавном се живее од земјоделие, од јаболка, житарици и стока. Игор е релативно млад човек, ама енергичен, работлив и храбар. Работи плански. Обработува земја, сее пченка, многу пченка и чува стока. По дедо, по татко сум мешештанец. Тука од која, да не речам, се ете од 4-5 генерации знам дека се тука. И ти реши да останеш? Па да, ете така по склоп на некои околности кои што спонтано се појавија, значи почнавме нешто да работиме околу земјоделието и така продолживме, па и понатака мислиме се занимаваме со таа дејност. Гледаме многу пченка. Пченката е моје производство кое што ја произведувам за мојата свињарска фарма. Значи се занимавам со земјоделие, производство на свињарство и производство на вино и трпезно грозје. Колкава ти е фармата? Фармата произведува околу 400 до 500 свињи годишно, така да мене ми е жал што не можеме таму да снимиме, поради тие биосигурносни мерки кои што се поставени, да, и кои што треба да се испоштуваат ради биосигурносниот систем на самата фарма и самото стадо. Па колку многу пченка гледаме тука? Па вообичаено за моите потреби се доволно околу 6 до 7 хектари пченка или околу 5-60 тона, значи зрно пченка. Остатокот ми е производство на јачмен и пченица која што ја произведуваме за млиновите продажба. Собствено за сточна храна имам, значи, тоа е за производството на храната за фармата. Лозов насад имаме околу 2 хектари, од кои што 50% е винско грозје, а 50% е конзумно грозје. Пласманот моментално не е проблематичен, значи го продаваме претежно по приватници, а трпезното грозје го продаваме, значи, по пазарите. Товениците, пласман, Јас моментално работам претежно со малечки прасења, кои што ги продавам после на дотовување во регистрирани одгледувачници. За своји потреби, за моите пријатели, по нешто товам, така. По некоја мала бројка, која што е занемарлива. Во иднина се стремиме да изградиме некоја друга фарма, при крај се документацијата. Ке се шириш? Така, да, ќе се дислоцираме и ќе се малку прошириме, така да, здравје Боже, ќе видиме времето што ќе покаже. Даниел пак се определи кон овоштарството. Тој е еден од поголемите производители на јаболка во Охридско. Неговиот ладилник, кој не е за малку доекипиран, е еден од неколкуте најсовремени во цела Македонија.
основно занимање, млад земјоделец. Со ова овоштарство се бавиме татко ми 40 години и веќе ево јас 6-та година имам преземено, значи самостојно да го работам. Знаеш ли колку дрвца имаш? Дрвца скоро 6000, тоа се околу 6 хектари насади. 6000 дрвца. 6000 дрвца. Кој ги работи, бе, Данил? Јас, фамилиарно и дополнително со работници по потреба. А од семејството кој ти помага? Колку сте? Моментално сме јас и жена ми и дополнително си земаме, значи по сезонски работници. Постигнувате? Со напори, да. Годинава како родот? Годинава е пославо со род. Ланската година беше добро. Па така оди преступачно, да речам, на секој 2 години. Една е послава, една подобро и така. Што сорти? Голем дел ајдерет имам. Златен, црвен, јонагол, муцо. Така. Кој најдобро оди? Па моментално години уназад ајдаредов најногу се барат за руски пазар. И сортиве ги бараат, ама не повеќе ајдаредов. Имаш проблем со пласманот? Со пласманот немам проблем, затоа што сме ние многу зафатени, значи и сите трговци, значи се познаваме како што. До сега немаме проблем со пласман, значи недостиг на роба имаме. Значи добар квалитет? Добар квалитет, да. И те знаат? Да, поради тие причини, значи немаме Прекупците проблем. или трговците? Прекупците. И трговците? И трговците, така. Цената според тебе објективно колку би требало да биде? Цената Зависи и од класа. и од класата, да, во просек над 16-17 денари треба да биде за да можеш да достојно да живееш, значи да Тоа е на големо. на голем прави може да. А моментално како што се движат цениве на самиот раб сме донесени, значи. Ама тоа ти е основно. Ние од ова живееме, значи од овоштарство. Основна дејност ни е, значи, овоштарството. Целата земја твоја или земаш и под закуп? Имам и под закуп, а голем дел е моја земја. Од татко ти, дедо ти? Да, наследено. Од кого? Од татко ми. А татко ти од кого? Татко ми од дедо ми. Значи ваша земја. Така. А објектот гледам современен. Де објасни што е ова? Ова е пред 5 години направен. Па направен е современ објект, спремен е за ладулник, само уште да се вложи утребит во него, сам здравје во иднина. Што да се вложи? За комора да се направи. Јас колку што знам, нашиот дел во Хрицкиов ваков објект современ нема. Имат објекти, само ова е усовршен со изолации, со прописно, значи сите работи, само му фали за комора мотори да се постави сите работи. И готово. И може да биде ладулник, значи. А по Преспа има ваков објект? Имат вакви објекти, само не до овој степен, значи зидани со изолации вакви немат. На почетокот нагласивме, Мешеишта е место на педантни жители. Тука, очигледно, културата на живење одамна стапнала, за разлика од некои други. Сепак, голема улога има и добрата комунална служба, ама и вредниот Игор Манце, како што си го викаат, кој 24/7 им служи на жителите на Мешеишта. Во Мешеишта има околу 430 домаќинства, а моментално живеат околу 600 жители некаде во село. Значи, тука данокот си го прави своето одлив. Да, одлив и то многу одлив, за жал. Има празни куќи? Имат. Има празни куќи, околу 50% некаде од куќите се празни. Каде отидоа? По странство, дел заминуваат во Охрид,
За жал, таква е состојбата. Но сепак убаво место е за живење. Да, Мишеиште е добро место за живење затоа што инфраструктурно е добро поврзано и со автопатот кој моментално се гради. Блиско е до Охрид, на околу 15 км сме оддалечени од Охрид, значи функционалноста е одлична. Инфраструктурата е добра во Мишеиште, имаме асфалтирани улици, имаме улично осветување, имаме исто канализација за отпадните води изградено. Имате? Да, има канализација за отпадни води. Па скопските села 80% немаат. Да. Ама ви има? Да, кај нас има. Отпадните води фактички има и централна канализација, централен систем кој е приклучен на колекторскиот систем во Охрид. Значи тоа е решено? Да, решено. Имаме водовод кој е изграден во 75-та уште година, кој е функционален и добро го обслужува селото со сите задоволителни услови. Кроз текот на целата година има доволно вода и во летниот период има вода во изобилие. Едноставно кажано нема ден кога што нема вода. Поштата во Мишеиште функционира, има пошта во Мишеиште, имаме и неколку стопански објекти во селото, како што се мелници, пекарница и линче. Имаме живинарска фарма, имаме две фарми за одгледување на свињи. Така да успешни земјоделци од имаме исто така и успешни земјоделци. Приоритети во догледно време што треба да ги реализираме, ни преостануваат неколку улички што испомнавме неасфалтирани, го подобруваме исто функционалноста на училиштето во Мишеиште, ево веќе во тек и се градит, се поставуваат парно во целиот училишен објект, така да секогаш има што да се прави, ама се гледаме да види според средствата. Ке заминеме од Мишеиште со пријатно чувство дека тука има млади луѓе, кои го туркаат напредокот на селото, за негов и сопствен просперитет, без оглед дали се викале Игор, Манце или Даниел. Светот сепак останува на младите, како што треба и како што е единствено можно. Довидување од некое друго убаво село во Македонија.